Законот не е рестриктивен, туку е европски. Вели министерот за здравство за мерките кои ќе стапат на сила за неполни 2 месеци и драстично ќе го ограничат користењето на цигари и останати никотински производи. Од здравствен аспект, Азир Алиу очекува да биде намален бројот на заболувања поврзани со тутунската зависност. Вели дека е алармантно што на 13% на деца од 13 до 15 години користат некаков тутунски производ, а загрижувачки се бројките и за 16 годишници. Цигарите се користат кај момчињата 37,4, оние обичните, а 40,3 се користат електронските цигари. Тоа е еден висок процент. Зборуваме за деца на 15-16 годишна возраст, па и помали. Тоа не охрабрува да работиме во оваа насока. Значи, според бројките што ги имаме, ние сме на врвот како држава од население кое што или се зависни од пушењето, или се корисници на некаков тип на пушење или производи кои што имаат никотин. Така да дефинитивно според анализите направени според експертизата ќе биде намален бројот на граѓани кои што ќе имаат здравствени проблеми, а се поврзани со пушењето. Со новиот закон пушењето ќе биде забрането пред здравствени установи, училишта, градинки, министерства. За клиничкиот центар, иако е голем комплекс, министерот за здравство вели дека може да најдат начин со внатрешна инфраструктура или пак тераса отворена од 3 страни. Алиу не очекува и бизнисот да трпи поради законските обврски. Со нездраво население, вие дефинитивно одмагате на бизнисот многу повеќе, отколку со вакви политики против пушење на цигари во затворени простори. Направена е таква анализа, така да луѓе во кои што се зависници од таков тип на производи, верувајте дека се помалце активни во секојдневната работа во државните и во приватните институции. Азир Алиу од утре ќе има средби со инспекторатите за презентирање на законот и разговори дали ќе им треба дополнителен кадар за негова доследна имплементација на терен. Освен забраните, законот предвидува и високи казни за оние што нема да го почитуваат. 300 евра за физички, од 2000 до 5000 евра за правни лица. Сања Димитровска, Сител телевизија.